Почитувани, добро вечер. Нова епизода од серијалот ВМРО ДПМН зборува со вашиот градоначалник. Во продолжеток и пред локалните избори разговараме со градоначалниците од редовите на ВМРО ДПМН. Вечерва заедно со нас е градоначалникот на општина Зелениково Коста Маневски. Градоначалник, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, Тино, добро ве најдов и ви благодарам на поканата. Благодарам на можноста да сте со нас тука. Јас би почнал хронолошки гледано. Како ја наследивте општина Зелениково? Генерално, наследивме лоша состојба како во локалната, така и во останатите институции кои се на територија на општина Зелениково. Еве би започнал прво од општината. Наследивме долг од 12 милиони денари кон добавувачи за проекти кои биле изработени во предизборието, а истите не беа платени. Наследивме два кредита, едниот во износ од 12 милиони денари, тоа е за изградба на локална патна инфраструктура до селото Стрекојадица, и наследивме кредит лизинг, исплата на ровокопач машина, која била набавена за потребите на општината, и активно ден денеска истите кредити ги исплаќаме. Долгот што го имавме кон добавувачи истиот е вратен, и можам да кажам дека денеска општината, локалната самоуправа функционира безпрекорно. Што значи дека свесија на нула и свесија на нула, немаме долгови. Така, јас би сакал, пошто со сите градоначалници истиот терек го водам, односно во предизборната кампања, како и сите кандидати за градоначалници, имавте ветувања пред граѓаните. Кои се приоритетите што ги ветивте и ги реализиравте изминативе скоро 3,5 години? Видете, ние имавме многу приоритети, реализирани се многу проекти, но како главен приоритет би го издвоил, тоа е изградба на нова детска градинка на територија на општина Зелениково. И со изградба на таа нова детска градинка, конечно, општина Зелениково ќе добие јавна установа која ќе биде во надлежност на општината. Истата е аплицирана преку Министерството за социјална политика, во програмата е влезена, истата е одобрена и од владата на Република Македонија, и се надевам дека во скоро време ќе се започне со нејзина изведба. Тоа што сакам да го спомнам во однос на градинката е дека претходно од страна на општината беа изработени сите потребни документи за да таа може да се аплицира и да се одобри, да се добие, како што беше пренамена на земја, изработка на основен проект, технички проект, и истата еве ние денеска одобрена, и се надевам дека во следниот период ќе биде истата започната со изградба. Што значи дека најголем проблем било оние најмали деца да се згрижат во една установа, односно во градинка? Па да, реално е проблем, затоа што нашата општина користи клон градинка на кисела вода, нема сопствена јавна установа и истата има многу слаб капацитет за сместување на деца од предучилишна возраст. Кога сме веќе кај децата, да напоменам дека во изминатиот период исто така комплетно уредивме и отворивме целодневен престој за учениците од прво до трето одделение, затоа што сметам дека тоа е еден проект кој ги исполнува основните услови за живот, за да жителите имаат каде да им бидат згрижени децата, за да тие можат да ги извршуваат секојдневните работни обврски во текот на денот. Така, што значи дека влогот во младите, влогот во иднината, така да честитки за она сработеното. До крајот на мандатот, односно до следните локални избори, има уште неколку месеци. Во однос на тоа, што може граѓаните на општина Зелениково да очекуваат до крајот на годинава? Кои проекти би се реализирале, би отпочнале во средниот период, да ни откриете? Веќе ние отпочнавме со работа. Имавме неколку завршени постапки. Се работи за инфраструктурни проекти од патна инфраструктура, каде што пред извесен период беа реконструирани 3 улици во село Пакошево. Започнато е со изведба на локална улица 23 прелази. Во следниот период ќе се започне со изградба на улица 10 во село Зелениково, позната на жителите како улица до гробишта во село Зелениково. Во истото населено место ќе се изгради детски парк. Во моментов се работи и фекална канализација,
Што значи дека се инфраструктурата се надоградува, детски паркови, односно баш она што им треба на жителите на Зелениково. Сите проекти што ги реализираме, тоа се проекти што се од реални потреби на жителите и на нивни барања. Исто така би ја спомнал и амбулантата. Тоа е проект каде што општината ќе кофинансира 3 милиони денари, а 4,5 милиони денари се обезбедени од Министерството за здравство, а тоа е за нејзина реконструкција. Се работи за промена на кровен покривач, фасада и прозори. И истиот дел во позадина од амбулантата, што е позната на жителите како стара пошта, ќе биде преадаптиран во простор за згрижување на деца од предучилишна возраст. Тој проект ни е одобрен, аплициран и одобрен преку проектната единица на Министерството за социјална политика преку Светска банка. Тоа значи дека ќе добиете како да речеме нова градинка или ново место за децата Да, дополнителен простор кој ќе биде, претпоставувам или верувам, клон на новата градинка што ќе се изгради. Супер, тоа е одлично. Ги спомнавте финансирањето од неколку министерства. Владата објави 2 повика за општините да аплицираат за субвенционирање, односно финансиска поддршка. Да ни откриете нешто повеќе, колку за вас како градоначалник и за жителите на општина Зелениково е значаен овој проект? Колку се вложува, колку се подобрува реално ситуацијата во општината? Реално треба сите ние градоначалници да изразиме голема благодарност до претседателот на владата Христијан Мицковски за програмата која ја спроведува и алоцираат средства кон локалните самоуправи. За нас како општина, рурална општина, е многу значаен проект и многу ќе допринесе за развој и напредување на животната средина. Ние на првиот повик аплициравме со 3 проекти, каде се опфатени вкупно 5 улици, а на вториот јавен повик, кој се уште е во тек и завршува на 30, планираме да доаплицираме, затоа што веќе имаме поднесено 6 или 7 апликации, со вкупно 10 проекти, каде што се опфатени повеќе проекти во делот на локална патна инфраструктура. Се работи за локални улици, се работи за тротоари, каде што представувало проблем за нормално движење на граѓаните. Тоа е еден тротоар од населба Јане Сандански до населено место Орешани, од училиштето Марко Цепенков во Орешани до познат на жителите као Панада објект. Тука имаш еден дел каде што фали пешачка патека во населено место Река и други локални улици. Дали без помошта на без помошта на владата овие проекти би можеле да станат реалност? Овие проекти би можеле да станат реалност, но на многу долг период. Затоа што еве конкретно као што е општина Зелениково има многу мали примања, многу мали извори на финансирање и верувам дека би требало едно добри 6-7 години за да овие проекти сите се реализираат. Плюс да се вратат оние како што напоменавте долговите што сте ги имале, кои што веќе сте ги вратиле, дотолку ли одело во минус општината, толку ли не работеле претходно? Што се случувало во минатото? Видете, тие претпоставувам дека реализирале проекти во предизборието, за да се види нешто дека се работи. И од таа причина е настанат долгот, претпоставувам, но еве пак ќе потенцирам дека истиот е вратен. Општината нема долгови кон ниту еден добавувач и реализира дополнително проекти што се од значење за жителите. Со кои проекти може да кажете дека се гордеете во вашиот мандат што сте ги сработиле? Се работи за проект во областа на културата, археолошки локалитет Градиште, каде што преку Центарот за развој на Скопски плански регион обезбедивме 5 милиони денари, а општината Зелениково кофинансираше 1 милион денари, а тоа е проект изградба на пешачка патека и поставување на урбана опрема со улично осветлување, а се со цел да му дадеме поголемо значење на археолошкиот локалитет и на тој начин да афирмираме општината на едно повисоко ниво. Видете, се гордеам со сите проекти, затоа што сите проекти што се реализирани се од почетна фаза започнати од
од кога сум јас градоначалник и истите се реализирани. И еве, конкретно за тоа би сакал да упатам една благодарност и до Советот на Општина Зелениково, до вработените во општинската администрација за поддршката, помошта, за да тие проекти бидат реализирани. И да ви посакувам исто и понатаму да успевате и плюс од програмата што имате ветено и нови проекти и реализации за граѓаните на Општина Зелениково, бидејќи граѓаните највеќе заслужуваат да се работи во нивен интерес. Така е, точно. Дополнително би сакал да спомнам уште некои проекти, пошто имаме прилика и можност. Ги следиме сите јавни побици, што е многу битно за една општина што е како Зелениково. И на истите аплицираме со спремна техничка документација. Имаме аплицирано и по меѓународни фондови. Еве би го издвоил еден, тоа е во соработка со UNDP за јакнување на капацитетите на советите. Имаме обезбедено комунално возило за собирање и депонирање на комунален отпад. Договорот е потпишан и истото за кратко време ќе биде набавено и ќе биде во служба на граѓаните во општина Зелениково. Дополнително имаме набавено противпожарно возило за потребите на општина Зелениково и на наша иницијатива е формирано доброволно противпожарно друштво, каде што голем дел од членовите се и обучени да управуваат со истото и го користиме за спречување на шумски пожари. Што значи дека се користат на некој начин преку волонтирање граѓаните да помагаат во општината? Во општината, точно. Така е, се согласувам. Јас, доколку нешто заборавив, не ве прашав да се обратите исто кон граѓаните, јас би ви оставил еден краток период да ја завршиме оваа вечерашна емисија. Па еве би сакал да ги поздравам сите граѓани на општина Зелениково, да им се заблагодарам за досегашната поддршка. Како градоначалник ќе се вложам и во иднина до максимум да се потрудиме и да сработиме, а се со цел развој и напредување на нашата општина Зелениково. Градоначалник, ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше се за оваа наша вечерашна емисија. ВМРО ДПМН зборува со вашиот градоначалник. Вечерва темата беше општина Зелениково, а разговаравме со градоначалникот Коста Маневски. Жителите на општина Зелениково треба да бидат спокојни, бидејќи има кој да работи за нив. Вам ви благодарам за вниманието и се гледаме веќе во следната емисија. Поздрав и секое добро.